Добро вечер. Крај на уште една мајска недела и уште еден печат на неделата на 1 ТВ, а вечерва ќе разговараме за следните две теми. Драго ми е што можам да потврдам дека има позитивен исчекор со конечна цел да се изнајде решение на проблемот со името. Направивме тој цекор што можевме да го направиме денеска, позитивен цекор, и секогаш и се надеваме дека ќе успееме и најтешките проблеми да ги направиме полесни. Може би конечното решение ќе биде врзано со гласањето на Македонија како граѓани, со давањето на нашиот суверенитет на Европската унија, кон која што сакаме да бидеме членка, и тогаш се отвара и уставот. Може би тука е решението. Добро вечер, повторно назад во студиото на 1 ТВ. Се обидовме да направиме два прилози за кои мислиме дека ја одбележа минатата недела и да го удриме тој печат на неделата вечерва со моите гости. Се разбира по кој знае кој пат темата се преговорите за името, меѓутоа ќе се обидеме да не разговараме за деталите на преговарањето, туку повеќе за атмосферата во која што ја очекуваме оваа разрешница евентуална на преговорите, што е поврзано и со следната тема, а тоа е начинот на кој што функционира или не функционира кохабитацијата помеѓу председателот на државата и владата. И некако тие две теми се испреплетени, па решивме двете заедно на купче да ги разговараме со моите вечерашни гости, господинот Горан Милевски, кој што е пратеник и председател на Либерално-демократската партија. Добро вечер, Горан. Добро вечер, господин Орбановски, благодарам за поканата. Драго ми е. Колешката Катерина Блажевска, која што е долгогодишен новинар и моја почитувана колешка. Добро вечер, Катерина. И колегата Тимчо Буцунски, кој што е советник за надворешна политика на председателот на опозицијата на ВМРО ДПМН и човек кој што се надевам на почетокот на кариерата, бидејќи се работи за помлад колега, кој што се надевам уште многу години ќе придонесува новија теми за кои што вечерва ќе разговараме. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Да, драго ми е. Еве, се обидувам да не влегуваме во деталите на преговарањата и да се враќаме во стапиците на толкување и нетолкување на што е јасно, не е јасно и така натаму. Меѓутоа, де факто, минатата недела, може би за прв пат, премиерот имаше една изјава во која што спомна и план Б. И од овие топло-ладни сценарија со кои што сме соочени, на кои што сме пред кои сме исправени, тој каже една многу важна реченица која што веројатно го сумира целиот евентуален план Б. А тоа е, ако не успее планот А, ние да отидеме во Европа, тој вели тогаш ќе се обидеме со планот Б Европа да ја донесеме во Македонија. Добро, тоа се политички флоскули и предпоставам дека се вака како узречици добри, зад нив веројатно стојат компликувани политики и напори, но господин Милевски, како ви се чини целата ситуација? На каде оди целата работа и каква е атмосферата во која што полека почнуваме да го дочекуваме ова финално решение за кое се најавува дека во наредните неколку недели веројатно ќе треба да видиме или џа или бу. Така. Денеска одбравте една жешка тема, можеби најжешката тема на македонската политичка сцена. Дека врнеше дожд за тоа, малце да разлади, па да загрееме. Повторно вечерва да ја загрееме политичката сцена. Видите, овој ирационален спор не е од денес. Нема влада во Република Македонија која што не се обидела да го реши. 2008 по мое биле најблиско за решавање, па се разладила таа преговарачка позиција, барем јавноста не знаела. Сега новата влада транспарентно, мислам, во тој домен ги информира граѓаните дека преговори се водат, докаде е
докаде е решавањето на овој спор. Она што и за мене и за сите е нејасно и мислам дека така треба да остане, затоа што ова се преговори, не може и јавно секој детал да се изнесува во јавноста, тоа е докаде е практично решението. Она што можам да го проценам, барем еве од она што се гледа на телевизија, позитивно е што меѓународните односи се насочени ова прашање да се реши, односно интересот на големите сили за овој регион, не само за Македонија, и за Косово, и за ситуацијата особено во Босна, налагаат дека споровите на Балканот дојде време да се решат. Еден од таквите ирационални спорови е името... Има дилеми дали се големите сили доволно вмешани во решавањето на спорот. Ние гледаме политичката состојба, мислам, налага да проблемите се решат, да Македонија треба да влезе во НАТО и услово за тоа се знае решавање на проблемите, односно решавање на спорот со Грција. Мислам, од тој аспект, независно што е топло-ладно, моите надежи и очекувања се дека спорот ќе најдеме некоја солуција во периодот што следи. Надежта не е баш секојаш добра стратегија, ама веројатно. Господин Муцински, господинот Милевски вели дека преговорите се транспарентни. Јас знам дека вие како опозиција веројатно имате забелешка на тоа. Токму јас го забележав тој коментар на господинот Милевски. Веројатно имаме различно толкување на што значи зборот транспарентност. Главната опозицијска партија и тоа што јас го знам, можеби не сум до крај информиран, но и председателот на Републиката, последен пат детален брифинг за процесот на преговори за главната опозицијска партија ВМРО ДПМН, сум сигурен, добиле на 27 јануари. Од тогаш детален брифинг за што се случувало во процесите нема. Веднаш да ве прашам, вие би биле расположени повеќе како партија и како политичка опозиција да бидете вовлечени во преговорите? Бидејќи мојот впечаток е дека не ви доаѓа баш така лошо малце да сте на дистанција и да преферирате целата одговорност на власт. Можда има погрешен впечаток. Дали ќе биде или нема да биде ВМРО ДПМН информиран, ВМРО ДПМН има принципиелни ставови кои што не би ги повторувал тука, сите се запознаени, председателот Мицкоски ги повторувал неколку пати. Неколку забелешки имаме. Генерално се што можеме да искоментираме врз основа на тоа што го следиме од медиумите, исто како и вие, можеби господинот Милевски повеќе знае бидејќи е член на парламентарно мнозинство, но се создава една перцепција како постојано македонската страна да е еден чекор позади грчката. Од една страна гледаме кога молчи грчката страна, молчи македонската страна. Кога гледаме повеќе изјави од страна на Кодзијас, гледаме од другата страна. Го знам тој впечаток, но дали се согласувате вака на почетоков да ве прашам, бидејќи за тоа ќе разговараме, дека сепак може би ова период во кој најдалеку сме отишло во решавањето, макар и со таква една стратегија? Или вие може би се плашите од резултатот, таквото повлекување да не биде лошо? Решение треба да има кој што е со дигнитет, кој што е во рамките на правната рамка создадена од Обединетите нации, значи двете резолуции на Советот на безбедност и времената спогодба. Но истовремено, основната дилема која што ние си ја поставуваме, посебно во последно време видовме неколку изјави каде што господинот Кодзија зборува кои се гаранциите за Република Грција дека ќе бидат доследно спроведено неколку решение доколку се дојде со него. Ние поставуваме дилемата сега во моментот. Дали навистина македонската влада зборува за кои се гаранциите кои што Република Македонија ќе ги има доколку има некое решение. Знаеме многу добро дека согласно времената спогодба од 1995 година, Грција не смееше да направи вето. И тоа има и пресуда од Меѓународниот суд на правдата. Тоа значи дека не го почитувала тој меѓународен договор. Сега дали со еднакво силна желба, волја и знаење се бори македонската страна за гаранциите за кои што Грција ревносно се бори. Катерина, каков е вашиот впечаток, се извидувам? Бидејќи не само што сте на средина меѓу овие двајца джентлмени, туку сте и во позиција како новинар да гледате малку од дистанца. Сметате дека е процесот доволно транспарентен? Сметате дека забелешките на опозицијата се втемелени? Тие би сакале да знаат повеќе и би сакале да видат дека Македонија подобро се брани и дека е повеќе во офанзива од ова што е. Знаете што, кога станува збор за ваков дводеценијски и повеќе од дводеценијски спор, прашање е што подразбираме по транспарентност. Несериозно е, според мене, дури од опозицијата да очекува дека се што денеска било кажано на средбата меѓу двајцата министри за надворешни работи ќе биде прераскажано. Треба да биде прераскажано. Тоа едноставно не се прави така. Ако
сериозно сте посветени на тоа. Има начини како се информирате, мислам дека последната информација не е од јануари. Неколку пати министерот за надворешни работи после средбите со Кодзијас навестуваше, или премиерот Заев, сега не можам точно да се сетам, дека министерот Никола Димитров ќе го информира председателот лично за ова и така да знам дека поединечни информации, па дури мислам дека и премиерот Заев телефонски контактира со вашиот лидер. Детален брифинг за што се случувало нема. Сега не знам што сакате детален, кој број чевли носел Кодзијас на средбата. Не, видете, вие можете да сведете на ниво на пародија. Работата на пародија, ова е не. доста одговорно прашање. Ама чекайте, А дали исто главната како да- опозицијска партија не ќе биде инволвирана, секако е прерогатив на власта. Но- знаете Добро, што? Но и може одговорноста се изборна зголемува и на стратегија, нивна страна. Може да е изборна стратегија, но деновија Значи- прегледував некакви стари материјали за Значи, потреби. никогаш и кога ВМРО ДПМН преговарало, не е битно до каде стигнало, исто така опозицијата не била, и тогаш сум го држала тој став. Не дека не треба да биде, таа веројатно е доволно информирана за, ако нема напредок, мислам како да кажам, во одредена фаза, ако има нешто поместување, ќе се информира. Ако Тоа сакам да ви стојат кажам, преговорите ги во гледам изјавите место, на тогашната опозиција СДСМ која критикува власта дека се недоволно информирани за Мирани, тоа да. докаде одат преговорите Значи- за времето на господин Груевски, дека беше премиер и така натаму. Значи, веројатно постои едно ниво до кое До што кое работите што, може да. да се и отворат. така би требало да биде, за да не се излее процесот, Добро, па ама по са- улица да се тркала темата, па секој од Прашање и нас... прашање на доверба исто така. Може би Точно. тоа говори за непостоење на доволно ниво на доверба помеѓу двете страни. Тоа јас не би навлегувал бидејќи тоа се лични прашања веќе. Но би ви кажал дека во јавноста слушаме постојано за победници и губитници во процесот од некоја перспектива. А тоа е дека се преговара, на пример, за 10 точки, има шпекулации дека сме издвојувале победа за идентитетот, за јазикот, прашања кои што не се во опфатот на овој процес на преговори. Мицковски, Мицковски, се извинувам. Муцунски. Муцунски. Ние и до сега сме губитници. Значи, како да ви кажам, еве, да не постојат овие Мислите, преговори. стартуваме од губитничка позиција Значи, ние секако. сме во губитничка позиција 20 и кусур години, затоа што го немаме решено ова прашање. Значи, ние сакаме да влеземе во ЕУ, ова го решаваме изминатите години, ама некако го решаваме со рачна кочница дигната. Сакаме да го решиме, ама некако подобро би било некој друг ако може да го реши. Мислам дека треба еднаш да се скокне во ладна вода, затоа што ние не можеме персонално да се интегрираме во ЕУ. Секој ден заминуваат деца. Наши деца заминуваат. И сега ние, значи нашите дедовци што ни оставиле? Асномска Македонија. Добро. Нашите татковци независна Македонија. А ние на нашите деца што ќе им оставиме? Пари за да се купат авиобилет или Не, карта ама за вие воз? поставувате прашањето како да ви од се молам, решението на значи, името зависи зависи. економскиот и просперитетот на Република Апсолутно зависи, Македонија. точно тоа и сакам да го Не кажам. е тоа единственото прашање по кој што ние треба да се Не, носиме не. и тоа, пате ми премиерот Заев ви го кажу. Ама ве молам, зарем вие Значи, верувате дека европската Македонија перспектива стварно на има Република проблем? Македонија зависи од квалитетна економија, од квалитетно здравство, од квалитетно образование, од Ама создавање се на виде добри без ЕУ политики, колку се тие од водење квалитетни. на одговорна политика. Патот кон ЕУ и европизација и на домашно законодавство, па и на домашниот мајндсет не е единствено зависно од Чекайте, ако решението на добро ве споразумето, дека разбирам, споразумето постои алтернатива, дури сега не сакам да кажам дека и ќе нема друга алтернатива освен таа, но вие верувате во концептот дека Европа може да се донесе во Македонија без да имаме отворени шанси за влегување. Јас верувам дека со начинот на кој што, ако веќе навлегуваме во доменот на внатрешната политика, Па да, се разбира. начинот на кој реформи што и така оваа натаму. влада води домашна внатрешна политика и во делот на економијата, и во делот на здравството, и во делот на социјалните политики, не е начинот напред. Тоа е Сметам окей. дека може алтернативен начин да се најде кој што ќе 11 најде. години беше ВМРО на власт, еве, зошто не ја донесе Европа во Македонија? Верувајте ми дека можеме уште 2-3 години да зборуваме што погрешил ВМРО според ваша Ама не, перспектива, зошто ама не ја нема да донесе? гледаме напред. Ама не, Напред еве, се решенијата на проблемите. Ако успеам да разберам, концептуална е разликата. Предпоставам дека новото раководство во ВМРО верува во тоа дека доколку дојде на власт без европска перспектива, сепак може да донесе Европа во Македонија. И аргументот дека 11 години сте били на власт, тоа не ви успеало, е аргумент кој што треба да се земе предвид. Република Македонија не смее да отстапи од своите стратешки определи во надворешната политика. А тоа е А членство во Европската унија А и во како ќе НАТО. се постигнат без решавање на спорот со името?
велиме дека треба да се пристапи во преговарање бидејќи се обврзале многу и во минатото тие тоа. резултат Но треба треба да да биде го- тоа во рамките на почитување и на дигнитетот на оваа држава кој што го има. Добро, Значи ако не имаме никој не е принципи и Ајде, пиеме против тоа. темели кои што сме го тоа е добра поставиле. нијанса, се согласувам. Само за Кажете, пошто јас ја начнав кажете, транспарентноста. Дали сте вие информирани како член на коалицијата Во доволно од ова во што која ви насока говори Луцевски? транспарентност? Ние од бомбите разбравме дека Никола Груевски и Антонио Милошевски преговараат за името, дури и конкретни Горна Македонија. Па Не знам каква- немојте да го скратувате Ние не друштвото, бевме- ви се молам. Значи, ако таму зборувате главниот за преговарач бомбите. е- Главен преговарач беше некој друг, кој што по опис на функција. Сашо никако не- Мјалков се работи за Ај, Сашо во ред, да. Мјалков. Не скопнуваме факти сега. Во ред, и Сашо Мјалков. Знам дека решенијата на сите само- проблеми што не можете да ги постигнете, многу лесно ќе ги наоѓате. Не, И чекај, тоа дека рече постојано ќе се навраќаме ВМРО да пома нешто грешило и знаме го Господин и во Луцевски, колумните, дека и тоа рековте, се сака да го може прикрие. малце само Треба само. да гледаме напред. Ама во ред Да, сега. да, Не да. не ви Затоа упадна во време, зборот. да. Значи, која е поентата? Ние имавме тајни преговори во минатото, кои никој не ги знаел, а тие конкретни имиња на државата функционирале, а кажувале дека ние не го менуваме името, а позади параванот, позади завесата, тие преговарале со име. Сега, цела македонска јавност знае кога Никола Димитров оди на преговори, до каде се преговорите, Видеш, ги имаше разбирам. брифинг, Ги разбирам. брифинг пред Не ми е во клуб поентата на во- пратеници каде што во Се детали разбира. премиерот Но не укажа. е поентата на овој разговор дали се транспарентни или не. На крајот на краиштата ние ќе дојдеме до некакво решение кој ќе ни биде презентирано На сите за ќе им некоја биде недела и на сите презентирано. ќе ни биде презентирано. Поентата на овој разговор е нешто друго. Можеме го тоа решение натаму да градиме заедничка позиција во Македонија. Во која смисла? Видите, ние веќе имаме една дистинктивна политика на луѓе и на политичари и на политички позиции кои што бараат неутрален статус за Македонија. Потоа имаме дистинктивни позиции кои што бараат вртење Македонија кон други сојузи, не само кон западните и евроатлантските. Имаме дистинктивни позиции кои Тие што велат бараат неутрален статус, всушност тоа е параван за кон други сојузи вртења. Мислам, не, Меѓу не е другото, тоа различна значи, позиција. овој разговор не е, јас го почнувам со тоа дали сте задоволни сите од транспарентноста, но во суштина е разговор кога на крај ќе се види пакетот, бидејќи пакетот не може да се скрие, така. Без разлика дури најнетранспарентно да е преговаран, во еден момент тој ќе мора да се распакува. Мене ме интересира и тоа што од вас го се обидувам да го добиеме, дали во тој момент ќе бидеме во позиција да го тоа разговараме. Не земете го председателот на државата кој исто така е предмет на вечерашна дискусија. Како функционира досегашната кохабитација? Упатува ли тоа на тоа дека ќе може да се истера некаков заеднички договор? Вие сега неодамна на една друга телевизија тврдевте дека нема никаква кохабитација и дека председателот од самиот почеток не се труди да има кохабитација. Како ќе успееме тогаш на ова најважно од сите важни прашања да се согласиме? Председателот Ѓорги Иванов е еден од оние кои што на почетокот ја кочи целата работа. Вие се Ги сеќавате видовме, пак ми 27 речено на снимките, ги видовме киселите фаци на Заев и на Иванов кога си ги предава практично од мандатите. моментот кога не сакаше да го даде мандатот за формирање на влада, резултат на тоа беше 27 април. Изборот на новите врховни суди, уставни судии беше исто така можен повод за криза, меѓутоа ајде власта одлучи да го помини тој предлог, иако не беше консултирана. Тоа беше предлог негов, владеачкото мнозинство го прифати во Собранието на Република Македонија. Сега иди гувернерот на Народна банка, без никаква согласност од владеачкото мнозинство, сака и тоа да се протурка. Ако може нешто во процесот да се блокира, да се блокира. Ако не ги прифатевме уставните суди, ќе се блокираше, да речам, и немаше во полн состав да функционира уставниот суд. Сега е целта да се блокира Народна банка, тоа не одава впечаток дека некој сака да кохабитира. Раката беше подадена за уставните судии, сега таа рака подадена не се возврати, се разбира, и моите колеги, јас не присуствав, меѓутоа моите колеги присуствуваа на новогодишното обраќање на Ѓорги Иванов и дозволија пред сите да ги навредува. Значи тоа го кажува само неговиот однос и неговиот начин на размислување и практикување на функцијата председател сиве овие години, особено во последниот период. Господин Луцевски, Кога би зборувала за кохабитацијата, дефинитивно во моментот јас би рекол дека има три точки кои што се од клучно значење. Првата е точката за предлогот на председателот Иванов за избор на гувернерот Богов. И тоа е навистина дилема, затоа што гледаме дека вие амблок го отфрлате тој предлог
и кажувате нема да го поддржаме како парламентарно мнозинство Димитар Богов. На ниту едно место не видов аргумент за тоа. Зошто актуелното владеачко мнозинство, парламентарно мнозинство, нема да го поддржи Димитар Богов? Едно е изјава, а друго е соодветна аргументација зошто вие планирате таков чекор да Затоа што превземете. можеби очекувале процес на консултации пред да биде Јас како што предложен. следев, имало и процес на консултација каде што председателот го информирал премиерот Заев, но тоа најдобро тие детално ќе ви го Една кажат. информација. Ако ми кажете дека ќе го предложам Богов, тоа е соопштување на Стафан. Ако оди на строго законски, легалистички, председателот има право на предлог, што значи дека не мора да го консултира, а што имал добра волја да го консултира премиерот, е добрата волја на Не знам, ама Некој легалистички консултирал нема да премиерот? помине предлогот ќе треба да биде изгласен. втората го. Точно така, но Не треба идете да на има втората, соодветна јасно, аргументација јасно, така е. зошто вие не го поддржувате, затоа што ова парламентарно мнозинство многу работи кажува, без соодветно да ги аргументира заради тесно партиски и во оваа ситуација веројатно коалициски причини. Втората дилема, каде што вие имате сериозна препрека со председателот Иванов, е фактот што тој не го потпишува указот за законот за јазици. Добро, ајде да се задржиме на таа дилема. Бидејќи тоа е важно и за ова што го говориме. Значи, без разлика на квалитетот на законот за јазици. Да Не речеме без дека разлика, тоа господине, не, тоа е многу релевантно дозволете, значи да речеме дека тоа е најлошиот закон што може да се замисли, кој е изгласен од собранието. Интервенцијата на председателот во Уставот, каде што му е дадено само суспензивно вето, е практично редефинирање на Уставот да тој може сега да се меша во квалитетот на законите вон тоа што му е гарантирано во Уставот. Дали јас може само една Како забелешка? правник, не ли ви се чини дека е тоа редефинирање на Уставот многу повеќе од колку што е правото на председателот да интервенира во тоа? Уставот вие треба да го читате како една целина. Така? Не е само овој делот за суспензивното вето, туку има и други елементи во Уставот. Во член 86, став 1 на Уставот е наведено дека председателот на Република Македонија е одговорен за кршење на Уставот и законите во вршење на своите права и должности. Ве разбирам, Што меѓутоа, значи, само ве молам, тоа значи дека тој може Ако да не значи, одобри ниту може еден да се закон стави. што ќе биде изгласен во парламентот. Тоа Тоа значи ли е дека нашиот устав? председателот има можност за екс-анте уставна заштита во ситуација кога знаете како да ве наведувам јас на противуставност и противзаконитост и вие да го спроведувате. Па има одговорност согласно член 86 од Уставот за тоа. Добро. Тоа значи дека председателот постапува со пошироко толкување на Уставот, има апсолутно право за тоа. Првото правни прекршување, сте сам, луцински. јас сум првото прекршување на Уставот, на законите, на деловникот на собранието. Добро. Го направивте вие, господине Добро. Милевски, кога дозволивте амандмани и суштинска дебата да бидат игнорирани. Вие Дозволивте знаете- да донесете... Јас не ве прекинувам, сега вие не не ве прекинавте, прекинувате. но ајде. Добро ви се извинувам, сега да создадеме подобра пракса. Вие со носењето на овој закон влеговте толку длабоко во кршењето на темелните вредности на Уставот. Јас не знам колку вие детално го познавате овој закон, јас за среќа детално сум го анализирал. Неговата уставна основаност не е таква како што е наведена. Само да ве замолам, Содржината бидејќи не е емисијата посветена законот за јазици, посветена е кохабитацијата и на позицијата на председател. Јас знам За дека заштита имате, на системот. јас знам дека Милевски има добри аргументи за да Ама не, брани си дојде законот. ставен во вие имате- тефтерчето за законот за Борете, јазици, борете, така му вие кажат имате- партија, ќе ако- зборува за окей, законот Ако за сакате да ме јазици. Сакам да ме навредувате, прашам- јас сум Не ве секогаш навредувам, спремен гледам за за секоја законот за тема. Јас сум јазици, спремен за цитирате секоја Устав. тема. Не, значи темата не е Вие ако законот за сакате да јазиците. навредувате, Не мене беше никој не ме тема. спрема од никаде, господине Борете, Милевски. темата е... Јас сум темата е- доволно, очигледно имам сте доволно добили капацитет насоки. да се спремам сам себе си, Сега, ако сме дојдени тука ако се ми напредуваме, дозволите, нема да има ако соодветно ми ниво дозволите, емисија. значи темата е кохабитацијата. Како што гледате, таа работа оди тешко. Не функционира на двете страни, веројатно. Председателот има една тврдоглавост во повеќе, сега веќе позиции во кои што ги видовме неговите ставови. Немаме време да навлегуваме и таа тема е прилично абсолвирана, дали е која е неговата интервенција во смисла на широко или тесно читање на Уставот. Една од работите кои што ги видовме неделава се однесувањето на нашиот амбасадор во Вашингтон. Тоа е директно врзано за ова што го разговараме, директно врзано за евроатлантските интеграции и така натаму. Кој е вашиот впечаток, Катерина, на кого му одговара тој амбасадор, бидејќи и според законот за надворешни работи, амбасадорот има поделен, да кажем, поделена лојалност. Одговара и на председателот, одговара и на министерот, односно на владата, за водењето на надворешната политика. Прво, се согласувате ли дека се работи за скандал ова што се случи во Вашингтон? Повеќе од скандал.
Муцунски, вие се согласувате ли дека се работи за Скандал скандал? од страна на госпоѓата Шекеринска. Ајде. Господин Милевски, вие Не му е прв пат да прави скандали тој амбасадор и не знам зашто Заев го толерира, Може него да ви повлече и одговора. во Македонија. ајде, ако Прашање кажете, веројатно новинарски дајте да вие видиме природа што е, нема никакво. ајде да видиме што е, да влеземе што е скандал. Да ги постоиме прашањата на базично ниво. Ето Ајде, да ги поведи. тргнеме имињата Шекерински и Нумовски, ако може да не го персонализирам. Првата дилема е дали доликува без да се консултира со министерот за надворешни работи, како што вие споменавте. Кој да се консултира? Госпоѓата Шекеринска кажа, кога ја даде прв пат изјавата, дека она се уште не зборила со господинот Димитров за оваа ситуација што настанала. Значи, дали доликува на двајца именувани функции? Чекайте, господин Муцунски, се ве молам, знаете како односите во коалицијата на власт и Добро. во министерскиот состав, тоа е проблем на Заев. Ние имаме таму службеник државен, кој што се вика амбасадор и Не кој е што државен треба службеник, именуван функционер. Да, Работи во интерес на Република До толку Македонија. полошо Да. за него, бидејќи таму има по законот точно кога работи против интересите на Македонија. Кај него е тоа дефинирано. Значи без разлика дали госпоđа Шекеринска се консултира или не со овој, тоа нека се секира Па Заев. добро, да тргнеме таа Значи, дилема. она што е битно е следново, дали имаме разногласие на толку високо ниво во политиката надворешна, како што сега ни се демонстрира сега. Оти точно е дека тој амбасадор излезе со потполно различен став и за преговорите кои што ги разговара. Да се навратиме на темата. Ајде. Да го тргнеме политичкиот момент. Дали се организирала официјална посета како што е наведена, без организација, вклученост на амбасадата на Република Македонија во Вашингтон? Прва и основна дилема. Во принцип, официјална посета преку амбасада се организира. Може и да не се. Може и да не се, се согласувам. Тоа не Во таа значи дека ситуација, во таа амбасадорот треба да ситуација, е невидим. се Алудирате согласувам. на тоа дека е направени Дилема. се директни Дилема контакти поставувам. помеѓу Таа го- Министерството за одбрана на Америка и на Македонија. Што е возможно? Тоа ли е? Што е возможно? Добро. Не Што е е проблем? добра практика официјална посета да не се организира преку амбасада, но се согласувам со вас, е возможно. И јас се Следната согласувам дилема. дека на тоа би требало Министерството за надворешни работи да одговори наредната недела. Уште само ги неколку опише кратки дилеми, па околностите и на вие посета. веројатно Ајде, имате свој само аргумент. да кажете. Втората дилема која ще се поставува е доколку одлучило Министерство за одбрана со тамошното Department of Defense, Министерство за одбрана да организира посета. Шеф на делегацијата кој што го определува составот на делегацијата е подпредседателот на владата. Дилема: дали подпредседателот на владата определил амбасадорот на Република Македонија да биде член на делегацијата, затоа што не може амбасадорот на Република Македонија по допрен глас да чека во колку часот ќе влезе министерот за одбрана во Department of Defense и да се надева дека таму за него има security clearance. Мислам дека ги дека има- упростувате работите. Не ги не се тие упростувам баш работите. така. Не мора Не да се биде баш така. најавено тоа. Не може амбасадорот по допрен глас. Не е Значи, подобрен има- глас, бидејќи гледате. Дали бил информиран амбасадорот? амбасадата, па Да, се разбира. тоа се- Војниот А, вие го аташе знаете тоа? Па јас го знам. Со сигурност дека Со војната и сигурност, амбасадорот одбил. Апсолутно, да, апсолутно го знам. Добро би Нема било да се шанса види војниот институционалната меморија во рамките на Министерството за надворешни работи. Вие сакате Дали да кажете тоа е така? Шекеринска оди во Вашингтон, а амбасадорот нема поиме дека во Вашингтон. Тоа е тезата. Не е А тоа сега моја, не тоа е знаеш со дилема, кој авион тоа е слетува. дилема. Дали Оставете госпоѓата да. Шекеринска Не знаеш со кој авион соодветно слетува. како шеф Еве на сега делегација јас за определила институционална дека ќе меморија биде нешто што член. не може да се Знам одбрани. дека на вас ви звучи доста интересно затоа што Не, сега занимлива е таа дилема, бидејќи не е дилема што треба да се одговори. Така е. Занимливо е, но од една страна постојано гледам и во медиумските надписи, еве, вие имавте господин Јордановски, вие господја Блажевска, ги прочитав со должно внимание, ја гледате едната страна на оваа приказ. А оваа приказ не е единствено едната страна. Не гледате потенцијал за можна одговорност на господјата Шекеринска, која што според мене А па уште е многу одговорност, видлива. па сега. Е многу видлива. Добро. Треба да Добро. разговараме Сега, одговорно. Катерина, Сега јас да да- ве да- прашам Не може на збор за да дојде, институционалната меморија и други прашања. Јас го прашувам, вие сте асистент на правен факултет. Така. Ако студент ве праша да му објасните примерот на одвоеноста на државата и партијата по примерот на амбасадорот Звонко Муцунски, случајно ви е татко, Да. кој на 27 март 2017 од Анкара, каде што му е седиштето, мораше да допатува до Истанбул за да го пречека со возило партиски лидер. Нема никаква обврска. Партиски лидер на пропатување кон Малта. Значи, каква е нашата дипломатија партизирана? Поставувате легитимна дилема која што можам да ви Да, одговорам. значи еве јас сум студент на правниот факултет, вие се асистент, случајно човекот ви е татко. Така. Меѓу другото, непријатно ми е бидејќи во принцип сметам дека децата
не треба да одговараат за постапките на нивните Но ја родители. наметнувате темата сепак. Добро. Иако ви е непријатно, ја наметнувате. Прашањето е легитимно и сватете го како паралела со ова што се случува во Вашингтон. така. Не, драго ми е дека не практикувате лично, но сепак одлучивте во оваа емисија лично и јас ќе ви одговорам така. А за квалификативите на мојот татко не можам јас да зборувам и не би било коректно. Тоа ќе прашате некој кој што е на постручен. правната држава и на Затоа, партијата дали, и државата. Затоа дали амбасадор на било која земја во светот треба, доколку има соодветна институционална потреба, да чека поранешен премиер, пратеник и во тоа време лидер на најголема владеачка партија, доколку вие не го знаете одговорот на тоа прашање, можеме понатаму да зборуваме за дипломатската практика и дипломатскиот протокол, но тоа би било надвор од оваа просторија, надвор од ова време да не ги отврваме гледачите. Само уште нешто кажам. А зошто сите пратеници не ги Само така? секој кој што побарал соодветно преку Министерство за надворешни работи, веројатно ќе бил пречекан. Само уште една работа да ви кажам. Не знам дали следевте, па пред некое време беше присутен поранешниот премиер на Турција тук, Ахмет Давутоглу. Знаете кој го пречека, кој беше цело време со неговот слики го видов тоа? Амбасадорката на Турција во Република Македонија, вклучително и вашиот министер Аднан Кјахел. Како мислите Така на мојот на спрема господинот Милевски тој погледнав, ваш министерот не е од неговата министер? владелешка коалиција. Мислам, тој е негов министер или Министерот во владата на Република Македонија како Касака. Сега јас да ве вашиот замолам, министер? ако може А да ве гледам дека замолам имате сепак потреба ја- некоја лична да ве замолам, да ако може разговараме на сепак лични теми, разговорот не да е го проблем водиме после во- емисијата имаме. Значи, Еве гледайте, да се вратиме на да Вашингтон. се вратиме на Вашингтон, да. Епа, значи може да се пречека партиски лидер, по ова што А заменик председател на а заменик председател на владата не може да Доколку биде има пречекан. институционална меморија, а потреба утврдена од Министерство за надворешни работи, соодветна нота. Јас сум бил заменик министер, госпоѓа Блажевска. Знаете како сум правил? Само да ви кажам јас како сум Па правил. јас се чудам Кога што сум сте биле патувал, заменик кога сум министер. патувал во работна посета на било која земја, Да. преку МНР сум ја информирал нашата амбасада во таа земја дека имам посета, дека имам средба со тоа и тоа лице, точно е директно некој што сум договарал Да. и сум ги информирал. Би било добро амбасадорот или представник на амбасадата да биде присутен на И тој јас тоа го состанок. велам, би било добро. Тоа е да. добро институциите да постапуваат професионално, а не на рекла казала. И не на база на лични Господин Муцуцки, сепак каприци. мислам дека апсолутно претерувате, не се работи за никаква рекла казала. Казала, да. Се работи Тама за официјална работа. посета Посета на министер на за Пентагон дозволете и се, тоа на министер Така за е, одбрана. така е. И После срамота е 6 години, министерот ако е тоа така- прашање така Не, да не, го дозволете актуализира, сега, ако е тоа без да така, зборува со министерот за срамота е што надворешни работи. амбасадорот не се појавува ниту на аеродром. Значи тоа е срамота и тоа не гледам зашто би било толку тешко да го признаете, мислам, не е Не ова е за дискусија во признавање, која што зборување за начинот на гледайте, кој што е поставена надворешната начинот на кој политика што е во поставена Република надворешната Македонија. политика е двоен. И тоа е она што е сега проблем и за темава што ја разговараме. Тоа е ваш став. Ви имате, се Тоа е разбира ваш дека е мој личен став. став. Се разбира дека е мој Да. став. Јас се обидувам да ве прашам дали вие имате впечаток дека е двоен. Дали вие имате впечаток дека кога претседателот на државата и владата имаат различни позиции како што е сега така, дали тоа не се создава потоа проблем кога особено се доаѓаат тешки и најтешките теми на дневен ред. И сега е овдека прашање, како да ви кажам, не се работи за тоа дали само ќе се случи инцидент во Вашингтон или ќе се случи инцидент во не знам каде. Се работи за еден период во кој што ќе мора на крајот тешки решенија да се седнат на маса, да се разговарат без правење профити, барем мене така ми се чини, на политички партии, на поединци и така натаму. Горан, како ќе Вака, видете, мислам дека Никола Димитров има јасна стратегија за професионализација на МНР. Ова не е прв случај на Васко Наумовски во Вашингтон. Првото беше кога даваше став, свој личен став од преговорите со Метјо Нимиц. Владата остана глува на тоа, наместо да го повика назад во Македонија и повеќе никогаш да не го врати во Вашингтон. Зоран Заев одлучи да го остави во Вашингтон и еве сега се прави втората грешка, што за мене лично коалиционен партнер е недопустливо и таква партиска обоена личност како што седи во толку значаен центар Вашингтон, требаше досега веќе повторно да го повикаат повторпат му, ако се опрости ова нешто, стварно мислам дека проблемот е во нас, а не е во Васко Наумовски. И не е тој само еклатантен. Една реченица ќе ви кажем. Пред година-две бев во Холандија, каде што сите амбасадори ги повика премиерот на Холандија Марк Руте, меѓу пошто е сестринска партија присуствував и јас, единствено не присуствуваше нашиот амбасадор, го повикал амбасадорот од Србија,
да слушал тој, повеќе му раскажал. Имал поважна работа. Која поважна работа ви имате отколку со премиерот на Холандија да се сретнете, да ги видите? Не е рекла казала, јас бев таму. Јас бев присутен таму. Да го викнеме веројатно амбасадорот ќе даде друга аргументација. Значи не е така. Каде е амбасадорот имал обврски? Какви обврски имате вие дента, наместо да се видите, значи дипломатијата ни е катастрофа, имаме дипломатски представнички кои што се 3 години и повеќе празни. Мислам дека тоа е резултат на Ѓорги Иванов. Тоа е едно од Ѓорги Иванов и проблемите. една Тоа е екохабитациите. еден од проблемите. Ние си дозволуваме во страшен период важен за Македонија да имаме празни амбасади по Париз, по Берлин, по во Лондон и така натаму. Иако сега мислам дека се прават одредени До каде лежи напредоци. законската одговорност и уставната за предлагање на тие Па амбасади? еве, Ѓорги гледайте, да се вратиме сега на господине темата на... Милевски, вие не ги знаете работите. Господин Предлогот доаѓа Мачовски. од страна на владата. Така, ама Кој ги испреќа? гледайте, чекайте, Кој ги дозволете. испреќа? Дозволете. Јасен е законот во Предлогот таа не го дава смисла. како што рековте. Ама Знам, сега Ѓорги знаете ги како, знаете, сега како владата би требала да одговори како што тој направи со гувернерот, така сега и владата би требала просто да му соопшти имиња на председателот. И мислам дека председателот со право ќе ги отврди тие имиња. И ќе каже, видите, јас очекувам консултативна фаза пред да вие ми ги предложите дефинитивните имиња. Значи сакам да кажам Така како дека што председателот двојните го информирал стандарди господинот Заев за господинот Бог. Како што се гледа јасно по соопштенијата. Ама не Значи, прави владата. не треба работите да- Последен што го знаете потпишува како? Греманот е Ѓорги Иванов, така е? Проблемот е што работите наместо да ги гледаме институционално и во рамките на оваа дебата Јас се многу се обидувам тоа да разочарав го што ги спуштивме направиме. на лично ниво. Јас сакам да кажам дека треба да отвориме неколку дилеми испрема госпоѓата Шекеринска. Тоа вас веднаш ве вознемири затоа што имам различен став, до толку ја вознемири госпоѓата Блаешка што мораше мојот татко да го спомне, но во ред. Проаѓаат работите. Чекайте се, чекайте. Ние Треба да зборуваме ги сега зборуваме работите дипломатијата. како институционалниот систем Така е. во оваа држава за жал во одредени моменти не функционира. Вие велите да тоа Добро, се две да ве различни прашам министерства. директно, бидејќи гледам дека имате став за тие работи. Не е ли време да се повика на консултација амбасадорот, макар да објасни што се случувало? Треба во рамките на Министерството за надворешни работи да се види што се случило, да се побера одговор од амбасадорот. Можеби и претходно постоила некоја комуникација, бидејќи се што ние зборуваме тука е на база на предпоставка, на база на изјавата на госпоѓата Шекеринска. Ке го пофалам амбасадорот Нумаски, не се впушти во нејзината дебата. Веројатно има, можеби нема Па, свој добро, аргумент. штета Ѓорги што Спасов не го вратија од Лондон само мораме што да имаме коментираше- сериозен пристап во надворешното. дека ја- Е токму така. Ѓорги Спасов го вратија од Лондон Токму само што така. коментираше политички став во Двајца партија, а не вакви министерот за круцијални одбрана кажува грешки. дека не се консултирал со министерот за надворешни работи, кој може би има некои информации и си дозволува да коментира работа и да доведе во знак прашање посета кој што веројатно е Гледайте, значајно. мислам дека ја апсолвиравме темата, јасни се и вашите сега позиции, вака јасни се Европа, позициите. вака Европа Ова е се сега објаснява следното се. прашање. Во ваква атмосфера, има ли шанса за план Б? Нема шанса. Зошто, Катерина, нема шанса? Нема шанса за план Б. Бидејќи тоа ќе претпоставува една многу, како да кажам, напната ситуација ако планот А не успее. Јас гледам дека опозицијата се дистанцира од планот А. Не, опозицијата, ако е свесна... Опозицијата е одговорна. Добро. Да. Сега морам да кажам дека опозицијата, конкретно ВМРО, ДПМН, според мене постапува многу во моментов. Не знам понатаму како ќе биде, меѓутоа многу по-конструктивно отколку грчката опозиција. Во моментов. Таков ми е мојот впечаток од она што го Во која следам смисла? во медиумите. Па да речеме многу не ги коментира. Факт е дека се повоздржани отколку што би можеле да бидат. Повоздржани, да речеме Нова демократија игра на една таква националистичка карта околу терминот Македонија, дека никако не сме да биде во името на Северниот сосед. Значи тоа влијае на рейтингот на Ципрас. Тие не престануваат тоа да го употребуваат во партиски погон, не во обид да се реши проблемот. ВМРО ДПМН морам да признам дека води малку една повоздржана политика. Дали тоа така ќе остане? И сметам дека тоа е резултат на свеста на новото раководство на партијата од клучност овој проблем Да се реши. да се реши. И сметам дека досега постапуваат добро. Милевски, таков ли е вас печатокот? Печатокот не е, Кристијан Мицковски, предпоставам, очекува полесно ова влада да го реши проблемот, отколку некоја друга влада која што би ја добро, Тоа водела. е секој опростување знае на да- работа. И ВМРО тоа е- ДПМН има, прекинувам, извинете. И мислам дека, јас ви кажав и на почетокот, оптимист сум за сценарио А и не планирам сценарио Б.
Мислам дека единствениот пат на Република Македонија е во НАТО и ЕУ. Ако сакаме да одиме таму, треба нешто да договориме со Грција. Сега ние не сакаме да договориме со Грција, сакаме НАТО и ЕУ. Тие се две контрадикторности. Се случуваат, мислам. Така е. И мислам дека Кристијан Мицковски е во континуитет брифиран и информиран, независно што се повлечени. Од кого мислите, од Заев? Мислам дека се брифирани од преговорите Постојат канали на информација, и тука да нема затоа сум убеден дека е така. Или знам дека е така. Меѓутоа, нивната во овој момент ситуација се конструктивност и се надевам дека така ќе заврши и до Точно ли крај. дека госпоđа Могерини го предупредила вашиот лидер дека веројатно ќе треба да се интервенира во уставот? Имате таква информација? Што бил одговорот на господин Мицковски? Бев на таа средба Да? и како тоа мислите му Да интервенирала, го информирала? партијата да биде спремна дека можеби ќе треба да се отвори и уставна промена. Се разговараше за севкупните процеси според со името. За такви детали не се разговарало. Морам нешто друго да ви кажам. Прво, вие тоа што велите го знаете, јас ви кажувам дека е апсолутна невистина. Втора, точно е, ВМРО ДПМН има дека не е информиран. Не само господинот Мицковски, туку раководството на нашата партија. Второто прашање е за тоа зошто се вакви ставовите на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН има многу принципиелни и темелни ставови за решавањето на спорот за името. ВМРО ДПМН не може да коментира што се случува во овој момент, бидејќи не знае што се случува. И би било навистина несериозно од најголемата политичка партија во Република Македонија и најсериозната да превзема такви некоректни чекори. При крај сме на емисијата и би ве замолил да сега јас разбирам дека имате потреба партиските стави да ги кажете. Вашиот лидер Мицковски во интервју ми изјави дека на што ве предупредил господинот Кодзијас на последната средба. Дека ако не се реши проблемот со името, не значи дека нема да биде блокирана препораката за датум за преговори. Почетокот Тоа го каже господинот Мицковски, тоа јавно кажано во ваше, така да би го повторил сега. Не, сакам да кажам, значи, предпоставам дека ВМРО ДПМН точно значи каде нерешавањето на проблемот со Грција би ја однело, односно би ја оставило Со други Македонија. зборови, постои известно избегнување. Мислам, веројатно повеќе ви одговара да кажете не сме сосема информирани, но дали заправо не сте сосема информирани? Не сме сосема информирани. Добро. И тоа е вистината. И не би можел поинаку да каже. Видите, господин Муцински, не може да се- Либерално-демократската партија е членка на АЛДЕ групацијата во која што има 8 премиери. Немојте да мислите ние дека ништо не знаеме кој што преговара. И немојте да мислите дека ние не знаеме дека Кристијан Мицковски ние ќе очекуваме само од СДСМ да не информира што се работи на политичката сцена. Немојте да мислите ако ВМРО не е информирана дека вашиот председател не е информиран. Еве толку можам само да ви Вие кажам, не зборувате за навлегувам во неформални канали на комуникација, но тоа што се случува помеѓу господинот Димитров и Кодзијас, го знаат господинот Димитров и Кодзијас и веројатно господинот Заев и Ципрас. По неформални линии на комуникација може да се добијат многу информации. Нивната веродостојност во рамките на еден нормален дипломатски и политички дискурс се добива од тој што е релевантен да ви ги пренесе. Тоа е вака едно мое укажување спрема вас. Дали се согласуваме сите на крајов на емисијава дека дали сме поблиску или подалеку од решението да споров да речеме на почетокот на идната дела? Како ви се чини последната средба во Солун и да завршиме отприлика со тоа? Имаме повеќе оптимизам? Најдалеку сме. Преминате она психолошка граница на претходните обиди. Ја мислам дека ова е една психолошка граница каде што премината е точката по која би било нормално да се вратиме назад и да речеме видете ова не може да се реши. Мислам дека оди кон решавање. Сега сите треба да бидеме свесни дека секој од страните тука мора да голтне по некоја кнедла во интерес на она за што имаме од 90-тите години стратешка определба. Што е непроменлива и не треба да биде променлива. Да ве прашам сега лично како ви е впечатокот. И би ве замолил немојте да се вадите на партиски стави. Мислите дека одиме лично од ова што го слушате, што го гледате, бидејќи сепак имате за разлика од тоа што анализа. претходно за жал беше констатација на господинот Милевски, а моите ставови се почитувани во рамките на партијата, како што кажете ми каде мислите дека оди, каде мислите дека вие лично дека оди процесот? Одиме кон решавање или ќе заглавиме? Процесот треба да се реши со соодветен дигнитет во рамките на тоа што е правна рамка воспоставена од Обединетите нации. Добро, ја не можам да ве вратам повторно. Значи вие одбивате да ми кажете што вие лично мислите.
Значи, јас ве прашувам, мислите ли дека сме се приближуваме кон некакво решавање од ова што сите го гледаме макар по медиуми? Јас се обидам што е можно повеќе да читам за да создадам некое свое мислење. И што е ако вашиот читате и заклучок? грчки медиуми и македонски медиуми, ќе видите некој ќе каже подалеку од решение никогаш не сме биле, некои ќе кажат на чекор да Што е решение. вашиот впечаток? Тешко е да се Имате донесе ли впечаток констатација. вие, господин Муцуцки? Впечатокот е дека има развиена динамика на преговори. Одлично. Господин Мигаски, каде одиме? Јас сум обично искрен, со дипломатски речници немам намера да дискутирам овде. Не знам што ви беше последното, сте биле ценет во вашите ставови Добро. биле ценети. Па не, Ја затварам емисијата. Подготвил на мене аргументите да господине Милевски. Добро. Дека некој друг на мене ми ги подготвил аргументите, Ама што еве, не е во напишани рамките. ми се таму. Па јас сум си ги пишал, не е во рамките на нормална политичка култура таква дискусија. Господа, Тоа да сакам не да замолам, кажам. да не замолам, значи Темата беше за кохабитацијата и за односите со името. Беше господинот спремен за законот за јазици да коментира господин тука. Мигаски, одиме ли кон Јас сум решавање на спорот? Како позитивно ви е настроен впечатокот? затоа што сакам да има развој во Република Македонија и сакам граѓаните во Република Македонија да живеат европски. Наместо да вадат бугарски пасоши и да одат да работат во странство, некоја работа што дома не би ја работеле, јас сакам граѓаните на Република И ова Македонија ме да личи на останат партиска тука. позиција. Не Не на прашувам, партиска затоа одиме што ли кон сум решавање на спорот, како ви се чини, јас што сум е впечатокот? позитивно Позитивен сте. расположен дека спорот би се решил. А веројатно најизворни информации има господин Не, Милевски, ви- така Јас да. имам, јас ти кажав дека Ви благодарам. сум расположен и сакам спорот да се реши. Добро. Ви благодарам на сите тројца што бевте гости. Мислам дека имавме една убава жива дискусија. На крајот на криштата таа одразува реалноста во која живееме и таа е прилично поларизирана реалност, но со тоа ќе треба да се носиме. Ви благодарам што ја следевте и оваа емисија Печат на неделата на 1 ТВ. Се гледаме следната недела повторно во 9 часот. Добра ноќ и пријатно.